работев на концептот на 5G технологија од 2011, така да тие заедно со Ericsson, Nokia, Huawei во неколку проекти, така да тие концепти кои што се за 5G горе долу ги направивме во тие проекти од 2012-2013. И после сега е веќе во фаза на стандардизација, значи сега веќе е надвор од рацете на академски истражувачи. Мислам, може во некоја мерка е уште, може некоја оптимизација да се прави слично, меѓутоа она што е мејнстрим е дека е стандардизирано, веќе се произведува опрема, има деплојмент и слично. Значи, она што значи сигурно е интересно зашто се појавува во вакво време вакво нешто. И јас пробав малку да анализирам мислам не сум стручен за тоа, пробав да анализирам како функционираат овие лажни вести, како ги прават, како ги поврзуваат работите. И ми се чини дека една работа е намерно заплеткување, значи entanglement, да речам на англиски би било. Значи тука се кажуваат работи кои што делумно се точни, делумно не се, ама делумно точно по делумно не е точно на крај, ама не изгледа така кога ќе го кажеш. И сега, на пример, има една теза, гледав и по македонскиот Facebook, некој го имаше преведено тоа, вика 5G е опасно затоа што millimeter waves е докажано дека имаат ваков проблем. Океј, ама 5G има два фреквентни опсези, два различни, еден фреквентен опсег 1 и фреквентен опсег 2. Фреквентен опсег 1 е истиот како овие, под 6 GHz. Millimeter wave е тој другиот кој што е 28 и можда и повисоки некои фреквенции. И значи 5G не е еквивалентно со millimeter wave. Тоа е првата работа. Второ е колку од тоа millimeter wave се лиценци дадени во светот. Значи многу помалку од колку ова другого, кое што е обичново. И трето, колку се веќе во служба. Значи јас не знам дали вие знаете некој што користи 5G телефон. Јас уште до мене немам. Знам дека имаат во лабораторијава до мене тестираат некои антени на 5G телефони, не е тоа. И уште една работа е тоа дека значи директно се поврзува 5G со таа millimeter wave и дека тоа е штетно. И затоа сето ова е штетно. Има и друга една работа. Значи јас уопште нити јас, нити некој од моите колеги тука не вика дека нема радиацијата влијание. Тоа има дефинитивно дека има влијание. Меѓутоа, кога ќе прашаат дали е тоа од сега па во наредниве 10.000 години безбедно, никој не може да каже не. Тоа е undecidable problem. Значи не можеш да знаеш дали нешто на long term ќе предизвика ефект кој што сега не можеш да го видиш. Исто како што не знаеме ни за лекови, како што не знаеме ни за адитиви на храна, како што не знаеме за ниедна технологија. Така, на пример, ако знаевме пред 100 години дека ако се направат авиони дека ќе дојде до глобално затоплување заради многу летање, можда не ќе испречиш авионите. Сакам, значи јас овде не правам демагогија дека да замачкам дали е штетно или не. Радиацијата да има влијание, ама ако се контролира во рамки и нивоа кои што експерти одлучиле дека тие нивоа се добри, и тогаш нашата задача како комуникацијски инженери, како регулатори и сето тоа е да ги респектираме тие нивоа. И сега јас, на пример, за некој блог што го пишував, доста добив критика дека јас не сум експерт во биолошки ефекти на радиација. Јас тоа напишав таму дека не сум експерт. Али дајте да ги гледаме работите со ладна глава. На пример, ево автомобилите што ги возиме имаат некое ниво на безбедна акцелерација, да речем. И сега Владо кога оди да купува кола, не носи доктор со него за да докторов му каже да акцелерира добра. Предпоставуваме дека инженерот добил некои параметри и врз база на тоа го направил моторот и ја направил акцелерацијата на колата. Истото така и со комуникацијски систем. Единствено мислам дека не постои информација кај луѓето, значи невидливи се радиобранови, значи испаѓа дека е нешто кое што е штетно за сите и намерно е направено да е штетно. Ама ако тоа е штетно за другите, штетно и за мене и за моите деца, за мојата фамилија и за моите пријатели, така да е мислам малку се парадоксални тие работи. А во секој случај има легитимно право е да некој не сака да користи, вика се осеќам главоболки кога има wireless радиација. Тоа е све во ред.
Значи може, ама тогаш треба да се откаже од мобилен телефон, од Wi-Fi, од сите тие работи, зашто тие исто прават радиација, така. А не може на пример да збори по цел ден на 3G, 4G телефон, а да се буни против 5G. Тоа е како да викаш виното има алкохол, што е штетно да со виски во рака да го држиш тоа. Мислам тоа е прилика таа дупли морал, да речем, хипокризија. Тоа вака накратко како вовед. Јас не спомнав нешто анализирајќи деновиве интензивно по социјални медиуми, да кажеме по телевизија, гледајќи меѓу луѓето што се збори, заборавив да кажам дека околу 3 работи има забуна кај грото луѓе. Прво е злоупотреба на 5G, што е да значи тоа злоупотреба? Значи злоупотреба во смисла на човечки права, на следење на такви работи. Ви кажам што се врти како негативно. Второ е здравственото, вика за да се покрие таа мрежа, се кажам што читав и што собрав податоци. Вика за да се покрие таа мрежа, вика треба да има премногу предаватели кои што ќе го зголемат значењето и третата работа, малце пошироко читајќи во овој известен период време, доста време за читање благодарение на оваа кризава, вика на светско ниво се води голема финансиска војна помеѓу Кина и останатиот свет, меѓутоа веќе финансискиот момент приказано. Значи ја мислам дека повеќе во наше општество се создава забуна околу таа фреквенција, околу тоа појачано значење, што сосема си го право легитимно дека од една страна користиме мобилни телефони, се жалиме на брзината на интернетот, зашто паѓа, имаме интензивна потреба од негово користење сега, а од друга страна, кога се нуди на нова технологија, малку се настапува со скепса. И петата работа што ја забележав е поклопувањето на 5G темата со актуелниот вирус кој што го снаоѓа светот во овој момент. И сега овие 5 работи прека ги луцирав како непроблемни како точки кои што мислам дека не се доволно објаснети за пошироката јавност, да кажем, и што се даваат забуна, а плюс најголемата од сите нив или како кралица е лажните вести. Да. Значи, може кратко да коментирам сите 5. Повели. Да, значи, првото е во однос на контрола како ќе се користи 5G. Мислам, тоа никој не може да го предвиди, затоа што да не заборавиме дека кога 3G се правеше, сите во телекомуникации збореа за killer application и таа killer application никој не ја направи телекомуникацијските компании, ја направи iPhone, ја направи Apple. Така. И сега главна апликација, например, на 4G се социјалните медиуми и ниеден од комуникацијските оператори не ги поседува тие. И сега, во однос на следење, значи јас ние што се занимаваме со провизија на конективност, сме само една мала алка во тој синџир. Поентата е тие кои што ја користат тие податоци кои што одат над тие мрежи кои што ги прават комуникацијски инженери. Значи, сите тие луѓе се плашат за приватност. Не знам дали се прашале некогаш зашто е Google Mail free, зашто е Facebook free, зашто е Twitter free, сето тоа. Значи, тоа е главното прашање. Таму почнува тој surveillance. И тоа е она што го збори Шошана Зубов во книгата Age of Surveillance Capitalism. Значи, телекомуникацијските компании беа многу богати во 90-ти, ама сега се знае дека компаниите кои што се викаат FANG, F-A-N-G, тоа е Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google, тие ги раководат дуи и нивните кинески пандани. Тоа е првото. Второто е во однос на радиацијата. Значи има еден професор од Беркли кој што е експерт за влијание за јавно здравје, влијание на радиација и сето тоа. И се тој пишува еден членок во Scientific America. И се вика We don't have a reason to believe that 5G is safe. И сега тој тука се кажува дека 2G, 4G, значи само наслов е за 5G, ама натред пишува 4G и сите тие работи. И сега вика на едно место, и тој за тоа експерт за радиација, јас тука не можам да кажам, кога тој рече дека има радиација, окей, ќе ги намалиме нивоата, тоа е тоа. Ама сега доаѓа кај дел кај што вика за да има покривка со ова треба да има на секој толку и толку метри базна станица. Чекај тука сега. Чисто да речеме тука не си ти експерт, затоа што тука се комуникацијските инженери експерти, тие треба да кажат на колку метра треба да има базна станица и како да се спроектира. Значи тоа е мешање на експертизи. Тоа е исто како јас да зборувам пред него кои молекули се абсорбираат, кои не абсорбираат и слично. Значи тука тој го користи таа хало ефект дека е тој експерт по биологија
И сега вика, на 800 метра ќе се става тамак. Од кај знае тој? Тоа е исто како да докторов кој што или физиотерапеутов кој што одобрува за акцелерација во автомобили, да кажува патишта какви кривини да се, каков асфалт да се стави. Не може тоа. Тоа е втората работа. Третата, сега не ги запишав, првата беше за тоа, третата е за светска војна меѓу Хуавеј и Америка. Тоа е јако сме склони кон коментари на геополитика на Балканов, не само склони, него сигурно знаеме што се случува. Број еден сте експерти за тоа. Не знам доволно за тоа. Имам мислење, ама не знам доволно. Број 4 што беше? Број 4 беше ситуација со вирусот, тоа е, значи, се бара кривец, и да речеме, затоа беше и ваква затоа толку доби на публицитет. И една работа што не се збори, на пример, е дека 5G, ево, сите кажуваат дека, не знам, во Словенија не издале дозволи, во Швајцарија не издале дозволи, во Белгија не издале дозволи, дека се прочачка тоа, ќе се види дека не е така. Али никој не кажува дека Германија работи со полна пареа за 5G лиценци, 5G мрежа, трансформација на индустрија и сето тоа. И сега тоа оди во наративот дека после оваа криза со вирусов, земјите ќе се насочат да произведуваат сами повеќето од добрата кои што им се есенцијални. Да речам, како што кажа данска премиерка, вика ќе треба респиратори, маски, медицинска опрема, не треба од никого да зависи. Значи, поснува економски национализам, да речам, и ова дигитализација на индустрија и индустрија 4.0 е начин како да се врати продукцијата назад во Европа. Тоа биле многу време за извинете. Не, таман си, супер. Па вака се поред му дам збор на ги рачунаме како гости Сашо Димитриевски, директор на АЕК, кој што може да каже од аспект на регулативата и на правените мерења на кратко тест период што беше, колку што леечки ги кажам работиве, колку е тоа ниво на зрачење и колку е тоа и како е тоа регулирано. Сашо, ти дал збор. Повеќе. Благодарам, Анџук, на поканата. Поздрав до сите кои што најде време да се приклучат на оваа интересна расправа околу 5G. Ти спомна дека АЕК е регулатор, меѓутоа карактеристично за АЕК е дека за разлика од многуте регулатори во Европа, АЕК има и улогата да врши контрола и мониторинг на фреквентниот спектар, кој што неголемиот дел од регулаторите во Европа го нема, така да затоа и воопшто можеме да разговараме ние тука какво е влијанието. Се слушаме? Да се слушаме. Да. Океј. Значи, како што веќе знаеш, минатата година, при крајот на минатата година, тоа е и наша законска обврска, извршивме мерења на неонизирачко зрачење и ги искористивме двата предаватели кои што Телеком ги има инсталирано во центарот на Скопје, кои што зрачат 5G сигнал, за да во целата калкулација на мерења ги прикажеме резултатите како вијат 5G зрачењата. Мислам, сега не би тука во детали ги образложува, затоа што тие се јавно објавени на веб страната на агенцијата, но она што можеше да се покаже, а тоа е, ние го мериме, ја мериме јачината на електромагнетното поле. Во суштина, се покажа дека сигналот на, да кажеме, на УМТС, на ЛТ антените имаат со 4% поголемо, посилно електромагнетно поле во истата точка од 5G антените кои што во моментот беа во функција за да се изврши мерењето. Мерењето на 5G сигналот беше направено во скоро лабораториски услови, значи само еден 5G телефонски апарат беше во моментот вклучен, што значи целата снага на предавателите беше фокусирана и сконцентрирана на еден телефонски апарат, така да беа фактички измерени максималните можни зрачења кои што може да се очекуваат од 5G антените. Ние свикавме на јавна расправа минатата година при крајот и ги презентиравме сите овие мерења, секако после тоа беше фрлена една анатема на нас како сатанисти кои што го поддржуваме развојот на 5G технологијата и можам да ви кажам дека
безброј пораки, што приватни, што мейлови пристигна и на лични адреси. И навистина отпорот во моментов е многу голем од страна на граѓаните. На моменти се граничи со хистерија, можеби. Но она што можам па да кажам од друга страна е како оваа година сум и во бордот на БЕРЕК, тоа е телото на регулатори на Европската комисија. Еднаш неделно имаме состаноци и една од неколкуте точки секој четврток е и ситуацијата со 5G во Европа. Значи, за разлика од Македонија, кај што имаме разни пишувања и петиции и така натаму, во Европа веќе имаме, тоа може да го почитате, тоа е вистинска ситуација, дека луѓето физички се справуваат со ново поставените 5G антени. Значи, официјално беше информиран од представникот од Велика Британија дека таму се палат антени. Во Белгија се случува истото и Европската комисија исто така, заради сериозноста на оваа ситуација, издаде едно соопштение околу штетноста или нештетноста на 5G антените, така да ова е, да кажеме, некоја хистерија која што владее во цела Европа, не е само кај нас. Како што Петар спомна, најчесто штетноста ја поврзуваат со високите фреквенции на кои што би се користеле евентуално за 5G мрежите. Она што досега во Европа се користи е до 3,6 ГГц. Единствено во Америка се користат 28 ГГц, тоа на целата територија, додека во Европа исклучиво се користат спектри кои што и досега беа користени за сите останати технологии, значи до 3,6 ГГц во сите технологии имаме во моментот зрачење, така да ништо радикално нема да се случи ако во овие спектри понатаму се зрачи со 5G антените. Нормално, она што ние го објавивме не се медицински анализи дали 5G зрачењето е штетно или не, ние само го мериме електромагнетното, јачината на електромагнетното поле и согласно со препораките од Меѓународната комисија за заштита од ионизирачко зрачење, која дава одредени параметри и одредени граници во кои што треба да се движи, ние само проценивме дека 5G зрачењето кое што ние го измеривме изнесува само 10% од максимално дозволеното јачина на електромагнетно поле. И согласно тоа ние можеме да кажеме дека зрачењето на 5G антените било многукратно пониско од максимално дозволеното. Не навлегуваме дали тоа е штетно или не е штетно, тоа Петар веќе добро го објасни. Тоа останува на здравствените работници да го... Едно прашање дали може, извинете ќе те прекинам само кратко. Дали во моментот зрачи 5G некоја антена во Македонија? 5G антените кои што се поставени... Не, го прашуваат многу луѓе за тоа, се вртат спекулации дека имало и од тој аспект е прашање повеќе. Значи, вака, ако отвориш сега Facebook, ќе најдеш милион слики како граѓани објавуваат дека ноќенска додека бил полициски сат, се поставила некоја 5G антена во Битола, па не знам каде. Значи, во моментов фактички две антени има поставени, едната е на зградата на Телеком и другата е на соседната зграда. Значи, тие две антени тие два предаватели не се активни, служат, се активираат само во моменти кога се вршат тестирање, и тоа беше еднократно тестирање минатата година, кога Телеком само ги презентираше брзините кои што ќе се постигнат со 5G мрежата. Инаку во моментов активни предаватели во Македонија се уште нема. Те благодарам за поведот. Поради да се дава следен го замолувам Владимир Атанасовски, професор од Институтот ТЕК од нашиот факултет, да
кажем доволно излагање на оваа тема, наштавме некои работи, повели. Благодарам, Манџук, поздрав до сите. Баш ми е драго вака што се гледаме и што дискутираме на тема. Мене ми е особено драго што со колеги од фелата сме во иста група во која што може човек и послободно да дискутира и знае дека луѓето ги разбираат работите и не мора да се убедува со секакви ботови по социјални мрежи што било, како било, зошто било. Искрено во старт, кога почнуваме да зборуваме за Г како технологија, како систем, стално ми текнува на, не знам дали го гледате, Џон Оливер, јас го обожавам, тој британски хумор, посебно како ги ребра американците, има еден сегмент кој што се вика Why is this still a thing? Мислам, на моменти буквално така се чувствувам кога зборуваме за зрачење, зашто сега дискутираме за него, кога денонокно се зрачиме со какви да се други геовци од технологии, или домашен Wi-Fi, или било која друга технологија, која што не ни пречи, сега одеднаш фамозно некако почна 5G да ни пречи. Изворот на сето тоа, од каде стварно не би можел и да го лоцирам, делува дека е во некои теории на заговор, да не навлегуваме во тој момент. Она што мене посебно ми се допадна, лани, веќе преклани, присуствував на еден одличен туторијал на професор од Германија, кој што имаше една многу интересна изјава дека се она кое што непарно Г го ветува, парно Г го остварува. Така да ако еден Г ветило, 2 Г остварува, 3 Г ветува, 4 Г остварува, така да не се секираме, тоа 5 Г што го ветува, ќе потрае додека дое 6 Г, тогаш ќе му се секираме веројатно како ќе изгледа целата ситуација. Шала на страна, мислам, неколку работи и предходно од она што го спомна и Петар и Сашо, и што мислам дека нема потреба да зборуваме сега околу технички како изгледа 5G и што и како, она што мене лично ме засега и што го анализира во овој период, се некои работи од кои што мислам дека луѓето се обидуваат слепо да ги гледаат без да се обидат некако да критички да ја погледнат целата работа. Например, Светска здравствена организација. Отидете на сајтот на Светска здравствена организација, имате дел кој што вика WHO and 5G, во кој што пишува дека во моментов сите релевантни истражувања покажуваат дека 5G мрежите се сосема безбедни и дека ситуацијата се мониторира на нека не биде на дневна основа, се мониторира постојано, се разбира, ништо не е, нели, исклесано во камен, ако нешто треба да се промени, соодветно ќе биде променето. Меѓутоа, тоа е препораката од Светската здравствена организација. Не се грижете. И сега имаме еден куп душегризници кои што објаснуваат дека Светската здравствена организација е ваква или таква или измислува некои други работи. Така да тоа е некој проблем со кој што тешко ќе се справиме. Понатаму се обидов некои од оние трудови од лекарите, од лекарската фела која што објаснува за зрачењето, објаснува како тоа имало големо зрачење, колку е тоа штетно. Симнав еден труд случајно од International Journal of Oncology, кој што има страшно голем импакт фактор. Во нашава фела тоа многу значи, нели? И го пишувале лекари во кој што во абстрактот имате таков пластичен опис на останатите институции што просто бев запрепастен. Мислам, ние како технички лица никогаш не сме се обиделе да напишеме абстракт во кој што некого ќе обвинуваме. Таму имаш обвинување дека ИЦНИРП е Industry Led асоциација, ВХО е корумпирана. Мислам, труд што проаѓа во журнал, кој што е напишан како жолт печат, искрено не би сакал да верувам во него и да ми биде релевантен извор на информација. Но ако го тргнеме тоа на страна, да ги погледнеме фактите. Голем број луѓе зборуваат за тоа дека Светската здравствена организација го става РФ зрачењето како канцерогено. Тоа е точно. Значи, ако ја погледнете страната на односно класификацијата на канцерогените материјали, субстанци, како сакате крстете ги, имате РФ зрачење кое што е вклучено во одредена група. Прашањето е сега како го толкувате, кога ќе кажете дека да, РФ зрачењето е потенцијално канцерогено. Во која група е сместено?
РФ зрачењето е сместено во истата група во која што, верували или не, е сместен на англиски pickled vegetable. Корнишони се сместени во истата група по канцерогеност како РФ зрачење. Во истата група е сместено талк паудер, пудра со талк, што ја користиме, јас имам мали деца со бебиња, мислам, во истата група е сместено РФ зрачењето. По канцерогена група, по висока група од тоа е процесирано месо. Значи, ако денеска било кој од нас јадел некакво си процесирано месо, некоја салама, па да не зборуваме за црвено месо, веќе се драстично поголеми шансите да примил канцерогени субстанции отколку што е РФ зрачењето, а па алкохолот е во највисока варијанта, значи напите се едно пиво денеска и готово зборуваме за две класи пострашна канцерогена субстанца од РФ зрачењето. Така да би требало работите да се погледнат. Ова е веќе 8G манџук кај тебе, многу е опасно. Јас после антената мора пио да го пробам денеска да видам. Значи, ме нервира кога работите се вадат од контекст во принцип. Значи, да, сврстено е во категорија дека постојат канцерогени субстанции и сместено е. Меѓутоа треба да се прочита описот и треба да се прочита во каква категорија. Понатаму имаме едно големо истражување што го прави ВХО, што ќе заврши 2021 или 2022, не ме паѓате точно за збор, што е почнато 96-та, во која што ќе се наблюдуваат долготрајните ефекти на РФ зрачењето. Кога ќе извидиме дали тие ефекти се штетни, не се штетни, како треба да ги промениме технологиите, што треба да направиме. Меѓутоа пак се враќаме на она дека доколку се потребни соодветни промени, тие ќе бидат направени. Доколку има проблем во поглед на човековото здравје, секако дека има и институции, и регулатори, медицински институции кои што ќе превземат соодветни мерки за сето тоа, и не гледам никаква причина од некое плашење соодветно од самата технологија. Посебно што 5G некако стана термин за плашење на луѓе. Зошто никој не се плаши од 4G, например? И, у принцип, што значи гето, која ќе видиме како такво нешто? Спомнавме предходно во дискусијата за killer application. Најголемата моментално killer application за 5G е за жал speedtest.net. Кој да уклучил 5G од операторите, само на LinkedIn објавува колку му е брза мрежата и што со тоа. Мислам, ако не е 100 мегабити, е 1 гигабит. Да, која користи тој бендвит, што со тој бендвит и така натаму. Значи, killer application моментално како таков и искрено не гледам и дека постои. Имаш исто така некои си коментари околу тоа дека правено е испитување на глувци кои што се зрачени долго време, зрачени се 2 години и добиен ефект на тоа дека со РФ зрачење дел од тие глувци заболеле од канцер. И тука завршува на противниците на 5G целата дискусија. Она што го забораваа да го кажат е дека тие глувци биле изложени на лабораториско зрачење 9 часа секој ден во континуиран период од 2 години, почнувајќи од утроба па понатаму, значи вкупен период од 2 години. И што е најинтересно, се заболеле само машките глувци, женските не. А никој не го дискутира тој факт. Значи, зошто и како е постигнат овој ефект, не би сакал да навлегувам, не можам ни да го толкувам како таков, меѓутоа, веројатно никој од нас не е 9 сати залепен на базна станица во текот на денот за да до толку биде исплашен. Ова веројатно посебно за машките се однесува. Понатаму кога Извинувам, Маре, ја поздравувам. Понатаму, исто кога зборуваме за тоа на колкаво растојание ќе се поставуваат базните станици, колку ќе треба тие да зрачат, некако го забораваме моментот дека на крајот на денот тоа се некој треба да го плати. Значи, дали има бизнис кейс воопшто? Она плашење дека базни станици ќе има на 100 метри, базните станици ќе зрачат толку и толку, дали има воопшто техничка изводливост во поглед на интерференција, дали воопшто има техничка изводливост во поглед на поставување на тие базни станици, дали воопшто може да сметаме дека некој оператор ќе може да си дозволи таков бизнес кейс на толку кусо растојание да ги поставува истите базни станици. Да не забораваме, зборуваме сега за
гигахерцно подрачје во домен на 3,5 гигахерци, не зборуваме за милиметар веј. Милиметар веј колку и да звучи екзотично и интересно за голем дел од луѓето, посебно за оние кои што зборуваат за 5G, станува збор за подрачје во кое што слабењето е страшно големо и би било многу комплицирано да се изработи една веројатно во моментов мрежа во поглед на класичните мобилни целуларни мрежи кои што ги поседуваме на една таква фреквенција, на таков фреквенцијски опсег. Така да тоа што е замислено е веројатно малку подалеку во иднината. И воопшто 5G не е нешто кое што се имплементира од денес за утре, односно не е клуч на рака систем па утре почнува да функционира, туку е нешто кое што веројатно најмалку 10 години ќе помине додека сите замислени сценарија реално во рамките на самата технологија ќе бидат полека имплементирани. Понатаму во поглед на зрачењето. Имаме една тесна 5G базна станица кај нас на факултет. Колегите од АЕК исто така правеа мерења. Веројатно и тие ќе бидат објавени на страната на АЕК наскоро. Ако ги погледнете мерењата на АЕК, гледате дека максималното 5G зрачење е околу 18% од дозволеното за 5G зборувам и е далеку под зрачењето на 4G и тоа се специфични доделени мерења кои што се правени за 5G на одредена локација на самиот плоштад. Ако зборуваме за корисничко сценарио, предпоставувам дека овие бројки ќе почнат дури да паѓаат. Има некои анализи од Ofcom дека тие бројки се далеку помали од максимално дозволените. И воопшто секоја нова генерација на мобилни мрежи добива таргет за максимално зрачење понизок од претходниот, така да и од тој аспект не би требало многу да бидеме загрижени. Така да дали има или нема 5G во Македонија за крај, она што последно го дискутиравме, во секој случај мислам ирелевантно да се дискутира. 5G нема во Македонија, има неколку тесни базни станици, кога и како ги уклучуваат операторите, прашање дали се тестира, дали не се тестира, меѓутоа не станува збор за нешто кое што е оперативно и нешто кое што постојано зрачи. А на крај на денот и прашање е колку потрошувачи има кои што може да ја оптеретат 5G базната станица. Значи, за да вие имате зрачење од 5G, треба да имате 5G телефон или 5G приемник кој што ќе прима зрачење од истата таа базна станица. Знам од лично искуство, затоа што сме тестирале 5G на работа, колку е тоа комплицирано во моментов, така да реално гледано, барем во Македонија, нема потреба од никаков страв за 5G во овој момент. Толку од мене за сега, може да продолжиме понатаму да дискутираме. Океј, вака, идејата е сите говорници да дадат воведно излагање, а после тоа ќе отвориме подиумот за прашања и за развој дискусија. Гледам дека некои коментари, дека поставуваме прашања од страната, може слободно да ги запишувате за да не заборавиме, па после тоа ќе се навратиме на одговарање на истите. Сега му давам збор на Валентин Ракович. Валентин, повели. Здраво на сите, Манџу, фала за поканата. Ова ми е прво всушност, ајде да речем, присуство на алумни катчето на Фейт. Се надевам дека почесто ќе доаѓам во иднина. Она што сакав јас да го кажам, мислам се досега претходниве соговорници кажаа прилично доста информации, така што ќе се обидам да не се повторувам со нив. Јас би рекол проблемот со 5G кога што го гледам или онаа фобија кога што се случува од 5G, јас ја делам на, би рекол, две групи. Тоа се оние неедуцирани паранои кои што или скепси кои што постојат во населението околу 5G, поврзано со коронавирус, мутации, не знам, вакцини, алуминиум у нас и све така натаму, ремоут контрола. Значи тоа се оние, да речам, тешки конспираси теории кои што по дефиниција мислам дека не ни заслужуваат да се обрнува внимание, нали, бидејќи се толку смешни. Flat Earth Society, тој концепт ми се. А оној вториот дел е, не би ги нарекол едуцирани, би ги нарекол повеќе квази едуцирани скепси, од проста причина зашто ако, например, од кога се дигна целава фама со 5G, некако бев и јас повикан, дистангиран од медиуми да изреагирам, направив некој добар стрч во оној дел за кој што не сум јас експерт, а тоа е оној делот околу EMF radiation, влијание на
животна околина и така натаму, од каде потекнува, би рекол, целата причина и она што го каже и претходно Петар, постои еден познат професор на Беркли кој што го има спинувано ова иницијално, мислам спинувано, не можам да кажам зашто и како, ама да речем од него е потекнато, но не е само он. Постојат уште неколку такви влијателни фаци кои што се експерти во нивната област, но не се експерти во делот за бежични комуникации и врз база на некои, не знам, генерички или квази, би рекол повторно, експертски заклучоци, они пишуваат трудови кои што во реномирани журнали, како што рече Владимир, со огромен импакт фактор и така натаму. Еден друг професор исто така од Америка, од Вашингтон Стейт Юниверзити, емеритус професор, сите знаеме што значи емеритус професор, кој што истата дедукција е прави. 1, 2G, 3G, имале проблем, не знам, стаорци, тепале ово, ќе се вратиме на тој дел околу трудовите, зашто баја ги фатив и ги читав и гледав барем кај се проблемите според мене во тие трудови, и сега и 5G ќе има проблем. Мислам, дедукцијата е прво лоша, а второ е 5G е проблемот. Не е 5G проблемот. Ако имаме проблем со EMF зрачење, имаме проблем со електромагнетно зрачење, без разлика која е технологијата. 5G не може, значи по таа логика, зашто е нова генерација, да создаде некој, не знам, повисоко ниво на штетност. И она што е најинтересно од се е она што барем во Европа беше јако исперцепирано или стигна и до Европска комисија, па мислам дека и дори Обединените нации беа засегнати со ова. Светска здравствена организација заради тој 5G така наречена пил веќе распиша тендер за нови некои истражувања кои што треба да ги потврдат моменталните заклучоци. 2022 очекуваат они дека тие заклучоци ќе бидат готови или тие истражувања во 10 области поврзани со електромагнетно зрачење. Имено тој 5G апил се имаат подпишано 240 до сега, мислам дека лекари пред се. Прво, статистика, колку лекари има на планетава, само 240 се подпишале, нешто ви кажува, барем на мене. Ама ајде да не навлегуваме во нека таква теорија на заговор или би рекол, не знам, демагогија. Она што е многу интересно, како еден дел ќе ви го цитирам со слободен превод, бидејќи на англиски, но ќе ги цитирам на македонски директно ќе го преведам. Што стои во 5G апил е следно. 5G ќе користи исто така и повисоки милиметарски фреквенции кои што претходно биле користени за разбивање на толпи. Значи, ова е точно дека Америка и DARPA имаат развивано нека таква технологија на 90 ГГц, која што всушност прави некој таков скин ефект, ја загрева кожата и реално воден ток во електромагнетен домен, окей, и тоа е првиот дел. Значи, се логикава, прво 90 ГГц со 24, 40 или 60 е различно, треба прво тоа да се свати. Второ, загревање кожа и создавање на раке е втор проблем кој што барем него дотакнуваме тука. И третото, она што е најинтересно, е следното, вели вака, милиметарскиве бранови кои што 5G ќе ги користат, не може да продираат подебели препреки како што се ѕидови и така натаму, па затоа 5G ќе има потреба од инсталација на милиони од нови антени. Значи милиони од антени. Мислам, прво, ни една базна станица денеска не може да поддржи милиони антени да сака. Според 5G релиз 15 имаме стандардизирани се 64 антени во еден планарен ареј. Така што гледате тука се само дел од оние, би рекол, квази експертски скепси кои што нанесуваат, би рекол, параноја и внесуваат параноја во населението. Зашто, бидејќи ако видите овие онколози од кои што е тргната целава приказ, недиот од нив е исто емеритус професор во Норвешка, еден од најпознатите онколози во свет. И сега, ви излегувате со ваков демант, и мислам не со ваков демант, него со ваков став, и реално и легитимно е дека широкото население, барем она кое што е малце поедуцирано и мислам се го може да размислува, дека би се загрижило, нели? Тука би направил само на крај уште една паралела со она, беше интересна почеток на Петар со автомобилот, со автомобилска индустрија на другарчињава, барем на пријателиве мои на фамилијава, вака им го објаснува. Делов со бежични комуникации, гледате го како автомобилска индустрија во кој што имаме повторно две сфери. Автомобилска индустрија еден дел може да речеме дека е оној дел за, не знам, градење на патишта во кој што се вклучени градежни инженери, сообраќајни инженери, и они ги дефинираат патиштата по кои што треба да возиме со колкава брзина и така натаму, за да бидеме заштитени. Тоа се рефлектира во нашата ситуација со Светска здравствена организација и со ИЦНРП, она интернационална комисија која што нели ги дефинира сите тие граници на неионизиранско зрачење. И сега
Од друга страна ги имате машинските инженери кои што ги прават автомобилите. И сега одеднаш се појавува некој лекар кој што, не знам, прочитал статистика дека луѓе кои што се движат на автопат со повеќе од 120 на сат гинат, и му иде на машинскиот инженер и му вели: "Аха, твојата Мерцедес Е-класа нова е поштетна и поризична од С-класата, бидејќи си ставил поголем мотор, има 400 коња ова." Ама не зезе, мислам, таа логиката, луѓе, ако размислите, реално е истиот концепт. Аха, вие ќе обезбедите поголеми битски брзини, аха, ќе имплементирате поголем антенски, да речеме, антенски полиња, аха, ќе користите милиметар вейв, сето тоа нас ќе не утепа. Значи, првиот деман за мене тука е за милиметар вейв, па денеска милиарда технологии се користат во тој горен гигахерцен обсек. Од сателитски комуникации така натаму. Зашто никој не го спомнува Starlink на Илон Маск? 4000 сателити треба да зрачат на милиметар вейв. 4000 сателити кои што ќе имате покриеност на цела планета. Милиметар вейв базни станици имате покриеност радиус од 10-15 метри. Што правиме со тоа? Никој тоа не го збори. Така, ако веќе е проблемот во милиметар вейв и така натаму. Да не збориме останати сателитски комуникации, weather forecast радари и така натаму и така натаму. Значи ги има безброј комуникацијски технологии или електронски технологии кои што функционираат во овој дел. WiGig стандартот од IEEE 802.11 кој што работи на 60 ГГц, стандардизиран уште пред, не знам, таму 2012-13 година. Можеби некој од вас дома го има 802.11, побарете го AD. Веќе се продава, кај нас ги има, нели, целиот овој комплет BGN, AC, AD, всушност го има, побарете го по Нептун и така натаму, може веќе го имате дома. Не верувам дека имате уреди кои што AD имаат како интерфејси кои што ги користат и така натаму. Но последното што сакам да го кажам, што мислам дека веќе на наврат пати и различни веќе колеги од областа го имаат спомнато следново, е дека секоја технологија, без разлика која, мајве да речеме и како бежична технологија, еден од патот на еволуцијата на технологијата е како да е по-енергетски ефикасна. Мислам, истото и со екрани. Споредете CRT екран со денеска LCD екран. Мислам, една од причините е се помалку штетни, помалку зрачат, се повеќе енергетски ефикасни, истото и со генерацији на мобилни технологии. Она што треба да сватиме дека повеќе антени нема да не озрачат повеќе. Како инженери треба да сватиме дека еден комуникацијски систем според теорија на информации работи во нека, би рекол, зона на оптимален перформанс врз база на однос сигнал шум. И тој однос сигнал шум е исти, дали го зрачи LTE, дали го зрачи 5G, тоа е тоа. Тоа значи дека тој антенски склоп кој што е со повеќе антени само ќе го фокусира подобро бимот и ќе му треба помала дури и зрачна моќност за да стигне до нас. Да, можеби зрачната моќност да биде и повисока ако сакаме да стигнеме до поголеми гигабитски брзини и така натаму, но сепак е тоа све регулирано со некои меѓународни организацијски тела кои што ние не смееме да тврдиме дека се нелегитимни. Мислам, тоа е смешно. Така што и уште еден само пример околу делот со зрачењето е, пред некое време баш ме интересираше, земав ги споредив од Galaxy S5 до Galaxy S20. Факт е дека според, нели, природата на простирање на електромагнетни бранови доминантен извор на зрачење тој што е најблиску до вас. Не може да ми каже дека сите базни станици што ќе ги инсталираат у Сингапур или у Скопје, сите ќе зрачат од нас. Не може да стигне прво физички бранот до нас, кој што се наоѓа Ѓорче Петров, ако тој зрачи, не знам, со 30-40 dBm. Едноставно простирањето ќе биде толку ќе го ослабне сигналот, што реално ние нема да можеме ни да апсорбираме дел од таа енергија. Сега, значи, според таа логика, ако доминантен извор наш на зрачење ми се оние уреди кои што ние користиме, лаптоп, таблет, Wi-Fi рутер кој што ни е блиску мобилен телефон, затоа реков, го земав како пример мобилниот телефон и во оваа ситуација ги споредов Samsung S Galaxy, зашто бидејќи Galaxy веќе имаат 5G ready телефон, односно 5G телефон, тоа е S20 5G, и споредете ги сите видите на GSM Arena. Колкава е она specific absorption rate или метриката која што ја користат генерално за дефиниција на тоа колку е штетно зрачењето или колку зрачи еден мобилен уред, од S5 до S20 ќе видите дека има значителна тенденција SAR нивото допаѓа од генерација од генерација. Да, во последниве генерации малце тука би рекол осцилира или асимптотски се доближува до некоја вредност, најверојатно зашто се уште не е усовршена таа технологија, зборам конкретно за 5G,
за да може да го продолжи истиот тој линеарен тренд на паѓање. Но S5 има значително поголем SAR од S20 Galaxy. Што ви кажува тоа? Тоа ви кажува само дека технологијата која што ние се имплементира и ќе се имплементира во иднина, ќе биде само поенергетски ефикасна, а пропо зрачењето ќе биде помало зрачењето или помало нивото на зрачење. Така што би рекол од тие едуцирани скепси нема простор за дискусијата. Исто како што рече Петар, да, ние не може да тврдиме децидно, па она што треба како инженери сите да го знаеме, претпоставувам дека во светот ништо не е црно-бело, све е сиво, све е веројатно, све е статистика. Само може да биде повеќе сиво или потемно или посветло сиво, никош нема да имате дециден одговор. Истото е и со ова прашање. Дали е безбедно зрачење од електромагнетни поле? Не знае. Во моментов за 10.000 години кои последици ќе има, не знаеме. Нивото во кое што се наоѓа медицината, биохемијата, нема теоретски модели кои што може да ни кажат моментално кој одговорот. Треба да се прават емпириски истражувања. Тие емпириски истражувања, само се навратам накратко на оние трудови што ги гледав, се правени, мислам, со толку грешни основни концепти на експеримент, кој што ние како инженери ги полагавме како практикум за влез во лабораторија за физика, мислам дека, не би го положиле тој практикум за физика. Неповторливост на експеримент, мешање баби со жаби од единици мерки до дедукции кои што и заклучоци кои што не постојат од технички аспект, зашто не се експерти луѓето во таа област и логично е да немаат познавање во таа област и така натаму. Така што толку од мене за сега, па ќе продолжиме понатаму. Ти благодарам многу. Само едно кратка насока за колегите, гледам дека течат дискусија дека во коментарите. Воздржите се уште колегата Томислав да го слушаме и потоа ќе има простор за прашања за дискусија, тоа е идејата на се тоа. Повели Томислав. Добро, благодарам на сите. Дали се слушаме? Таман, добро. Најпрво поздрав до сите што се ова нови Zoom митинг, особено до соговорниците, моите драги колеги, експерти, но и сите останати инженери, електроинженери, радиоаматери, дека има доста стручни, доста едноставно да се зборува овде. Ево од кај да почнам. Нема да навлегувам во она што сум потесно стручен, веќе моите колеги претходно кажаа, почнувајќи од професорот Петар, професорот Владимир, Валентин, директорот на АЕК. Сите тие нешто што беа кажани, ќе исколкнам и можам да кажам дека се слагам со сите нив. И тоа е мојот став. А ќе премина малку на кај другата страна, на кај конспирациите, така решив денес да одам. И ќе кажам од каде можеби почна целата таа идеја. Јас зашто излегов и на телевизија и преку постови на Facebook, навистина се изморив после веќе неколку месец дена, откако пробав да им објаснам на најблиските, а потоа и на поширок круг. И исти и слични прашања добивав како сега денес што се поставува. И можеби една година ќутев за 5G. И викам што има сега да кажувам, кога знам дека знам, но натрешно почувствував едно нешто дека ние како дел од академската заедница, како професори, па макар и некои луѓе што се занимаваат со инженерство, сме должни, таа е наша должност, да им ги објасниме нештата на другите, а како ќе ги сватат или не, тоа е нивно, да се потрудиме на наједноставен можен начин и со наједноставен можен јазик да им ги доближиме оние работи што ги знаеме. Нормално нема да им решаваме се интеграли, фуриеви, трансформации, да им објасниме електромагнетниот бран, како патува, колку сложено е изгледаат тие Максвелови равенки за објаснување. Туку се едноставни зборови да ги доведеме со логиката нештата да станат посветли, појасни и да се тргнат сите демагоги. И тргнав од таа идеја дека поглупо нешто од глупоста што се дере е само онај мудриот и онај знаениот што молчи. И сватив дека после тоа и доста други колеги ме поддржаа и им благодарам. Веќе само оние што знаат треба да си го кажат, а на кого ќе веруваат луѓето, тоа е нивно. Значи, нема да ги убедувам да веруваат во мене или во некого, јас едно кажувам, не треба во никого да верувате, проверете ги изворите, а ако имате можност директно да учествувате во мерења или во некои процеси, учествувајте директно и уверете се. Значи, вербата нема никаква врска со науката.
науката е екзактна, точна, прецизна и верување само во религијата и во попски, кај попот ќе одите, кај оџата и кај други свештени лица, таму може да верувате, ама во науката нема верување. Нема потреба никого да веруваме. Проверете, денес особено има секакви пристапи, можности, па може и многу полесно со некој туторијал да научите да мерите, ќе се убедите во вистинитоста на оние кои што се сметаат експерти во дадена област. Јас искрено кажувам, уште не се сметам за експерт за 5G, ниту се сметам врвен експерт за телекомуникации, ама сакам да кажам она што знам и знам дека добро го знам. Барем до сега не ме излажала вистината во она што го знам. И мовето тргна околу еден пост што го напишав 5G вирусот и така и конференцијава изгледа се поклопи, кога со едноставни 10 до 5 реченици објаснав што мислам и дека сите таа параноја е залудна, а поврзаноста помеѓу вирусот и 5G ќе коментирам како поврзаноста со тоа дали ние веруваме дека земјата е рамна или не. Значи, ако сметаме дека земјата е рамна, тогаш има врска помеѓу 5G и вирусот, но ако знаеме каква изгледа земјата, тогаш нема потреба да се плашиме од тоа. Има и доста мемиња околу тоа. И мене ми беше препол инбоксот, баш непосредно, мислам дека беше навлегувањето на Македонија во НАТО, кога дојдоа тие лажни вести дека се извршиле некои мерења, дека има жолта стампа, дека Телеком ги пуштил првите 5G станици, А1, така натаму. И ги гледам вестите, тие се некаде од 2019, 2018, па имаше таму паднати птици од 2017. А тие беа пласирани како релевантни, како дента да се случува од разни конспиративни извори. И затоа решив да прво со пост, па потоа и преку емисија, пратена ми беше емисијата да ги изјаснам сите нешта. Но нема да ја повторувам емисијата, ќе се задржам за некои нешта кои што ми беа интересни, а тоа е дека откако луѓето сакаат, значи нужно е да веруваат во што сакаат, имаат право да се плашат и да веруваат во разни конспирации. Мене ми се интересни некои конспирации, ми се интересни примерот Девид Icke некои кажувања. Меѓутоа, од денешен аспект можам да кажам дека веќе во ништо не верувам од конспирациите, ниту во било кој од тоа, се додека не проверам и не се уверам дека тоа навистина држи вода. Можам да гледам некој конспиративно видео ако ми е интересно и инспиративно, ама ако нешто ме заплашува и гледам дека некој има интерес од тоа видео, воопшто не го гледам, веднаш го исклучувам. Така да не трошам повеќе внимание и енергија на такви нешта. Особено, ето се имаше видеа дека освен на птиците почнале да истражуваат на бубашваби, некои истражувања со 5G, па следно веројатно ќе на пеперутки и така натаму. И како што кажа и професор Владимир и Петар и Валентин, се кријат многу факти. Се фокусира на фреквенцијата, дека висока е фреквенцијата. Ама што со фреквенцијата? Ето, гледаме 430 до 500 терахерци е видливиот спектар на бојата што ја гледаме на сончевата светлина, и ако ја гледаме фреквенцијата со која што нас не зрачи сонцето, тоа се требаше да сме многу пати мртви, ако ја споредиме фреквенцијата со 5G, која што беше кажано дека е 3,6 од страна на директорот на гигахерци во Македонија и во Европа, па и до 20 гигахерци во Америка. Тоа спаѓа во неионизирачко зрачење. И не е само фреквенцијата проблемот, туку други низа на параметри кои што ако го отворите упатството, кој што ви беше пратено Манџук од ICN и ARP, значи меѓународната и од комитет за заштита од неионизирачко зрачење, ќе видите дека таму има низа на параметри, особено во апендикс А, опишани како Specific Energy Absorption Rate, Specific Energy Absorption, Absorbed Power Density, Absorbed Energy Density, интензитетот на зрачење е само еден од многуте параметри кој што се врзува со фреквенциското подрачје каде што зрачат. И низа на
рестриктивни нивоа за сите овие параметри кои што таму ќе прочитате, има 40 страни двоколонски пейпер, кој што е најнови ревидирани упатства за тоа guidelines за рестриктивните нивоа, каде треба да се тие параметри и параметри поврзани со електромагнетното зрачење од 100 кГц се до 300 ГГц и доколку се во рамките на тие рестриктивни нивоа гарантираат, значи тоа тело меѓународно кое што е дури и во рамките кореспондира со Светската здравствена организација, кореспондира со тие што ги носат препораките како ITU, значи што се каподе тути капи во не само телекомуникацијскиот свет, туку и во здравствениот свет, кои што на глобално ниво кажуваат како треба да се однесуваат системите и доколку било кој регулатор измери некој од овие параметри надвор од тоа зрачење, има право не само да го суспендира, да ја симне базната станица, уреди така натаму, туку и се драконски казните за операторот кој што ќе го направи тоа, ќе дозволи такви зрачења. И јас ево не знам логиката кој оператор ќе се осмели да продава мобилни уреди, да не зборувам за базни станици да поставува, со кој што ќе се соочи со бизнис кейс кој што е во минус и кој што ќе се соочи со тоа да ги зрачи луѓето и да ги убива луѓето. И кој е фидбекот на тоа да продадам нешто што ќе убива некого, кога знам дека кога тогаш вистината ќе излезе надвор на виделина, затоа што вистината е единственото нешто што не може да го скриеме, кога тогаш ќе излезе на виделина. И кога ќе излезе на виделина, сите тие митови ќе паднат во вода и операторот ќе биде затворен и низа на луѓе, кој би ризикувал да оди в затвор заради тоа нешто. Кој би ризикувал без регулатор да пушти некоја мрежа. Значи, тие прашања ево да ги поставиме себе си, и не само за бизнисот, туку и по животот на луѓето кои што се управувачи на тоа. Значи, надвор рестриктивните нивоа, ја би рекол, не може пиле да пролета за било која генерација на мобилни мрежи, не за 5G, за 1000G понатаму што ќе биде. И тие во Appendix B имаат клинички студии, донесено, намерно е ревидиран тој гайдлайн, заради тие, што беа спомнати од Европската комисија, од 5G апоел, односно 5G жалбата што е поведена од група на онколози, кој што ги споменуваше и професор Валентин, кој што ми беа и мене пратени, има над 1000 труда, и кога отворим низа на труда, беа испитувани антени и зрачења електромагнети од 3G, од 4G системи. Не видов ниту еден, може би сум нормално, не ги прочитав сите, може би сум го избегал, од 5G систем кој што е на пример LTE Advanced Pro, дајте мерење од тоа да видиме. Сите бе LTE Advanced кој што се 4G, 3G, UMTS кој што е 3G и сега викаме дека 5G е штетно врз база на тие студии за 3G. Тоа е исто како сега да тврдиме дека ми викате, слушај, 5G е многу штетно за зрачењето, интернетот е многу штетен, добро, кажи ми студија зашто е штетен. Па ево, да земаме Нинтендата, во Југославија ја предизвика вариола вера. Вика, па чекај, што има врска Нинтендото со интернетот денешен? Што има врска 1G со 5G? Мислам, кои се тие трудови кои што не зборувам за тоа дека се невозможни за повторување. Јас би рекол треба сите да поминат влезен колоквиум на физика 1 на електрофакултет, сите тие што ги правеле студиите, за да можат, прво и основно е, испитувањето треба да биде бесконечен број пати повторливо, а тие испитувале некои клинички студии, умреле луѓето и ви кажуваат дека овие луѓе умре од тоа и тоа. Ајде да ги повториме, значи треба некој да ги воскресне луѓето, повторно да бидат зрачени, испитани и повторно значи експериментот треба да е повторлив. Експериментот треба да е валиден, за да може со сигурност да кажеме дека тие трудови се валидни од тие онколози, група на онколози, со 5G апело и да не навлегуваме тоа дека има труд со кој што ги критикуваат одговорите од Европската комисија и ги кажуваат дека Светска здравствена организација работи против луѓето, телото, комитетот за Меѓународниот комитет за заштита од нејонизирачко зрачење се група од 13 луѓе шарлатани кои што се собрале и
има конспирација околу нив дека намерно ги зрачат европските граѓани и така натаму. Ево да навлеземе и на таа страна. Во тој случај имаме две решенија. Не веруваме на системот, значи системот треба да се смени, меѓутоа системот не може да се смени од главата одгоре, треба секој од нас да се смени, да станеме малце посвесни, поодговорни за секоја работа за која што сме експерти или знаеме добро да работиме, помалку да се мешаме на онаму каде што не сме експерти. Пример, ја нема да се мешам за вирусот да кажам како ќе се излекува, кога не сум доктор за епидемиолог. Јас можам да кажам, најмногу можам да кажам за 5G, за мобилните. Нема да се мешам за лечење на кожа и така натаму, за разни заболувања. Можам да читам, да ми се интересни стати, да пробам, меѓутоа никогаш нема да се впуштам со толкава храброст да кажам дека ова е тоа. Разбирате, значи ако секој од нас ја работи работата за која што е посветен, која што со љубов и честност ја работи, тогаш сите најгоре нивоа до Светската здравствена организација, до сите комитети ќе се средат ако ние сме свесни и одговорни. Значи промената треба да почне во нас ако сакаме системот да го смениме. Не може одма кралот да се смени. Да речеме кралот е гол и готов. Втората работа е да избегаме во планина, да ги оставиме мобилните уреди, да ги оставиме дури 4G, 3G мобилните, добро рече професор Владимир, сите зборуваме за штетноста на 5G, никој не зборува од уредот кој што мирца на Facebook, колку му зрачи со самото мирцање на Facebook и плюс дополнително што зборува на истиот, колкуто е 4G зрачи, дали е свесен, па да го критикува 5G. Значи се фрла камења непотребно на нешта, ако стварно се плашиме, ако сме толку хипохондрици од 5G, која што веќе е демистифицирана, која што е влезена како стандард, затворена, знаеме што е, може слободно се отвори да се види што е 5G, нема никакво мит околу тоа што ќе биде. Може да дискутираме и да полемизираме и да правиме некој рекла казала муабети или шпекулации за 6G сега, ама за 5G нема што да се прави, тоа е затворен систем и може секој да го провери, да го види што е како е. Значи, тука влегуваме, значи, едноставно се напушти технологијата, да се оди во некој комуни да се живее, каде што нема технологија и тоа ќе сме мирни. Тие се двата начина да се избегне ако се плашиме од 5G нештата, или да го смениме системот во кој што не веруваме, или да го напуштиме системот и да живееме онака како што сакаме, слободни од секоја технологија. Трето, не знам дали има некое решение. Ако продолжиме и купиме 5G телефони, пак уште упорно се жалиме, тоа не знам, навистина има проблем со нас. И во борбата со конспиратологијата доста се впуштив и во други групи, за разлика од мои колеги кои што ево, например, генерација не се борат. Јас продолжив понатаму да пишувам, иако залудно, искрено ви кажувам залудно, немате представа со каков свет имаме, значи не бе свесен за тие нивоа, дека такви нивоа на развој постојат, кои што пре би верувале во рамна земја отколку на било кој авторитет и не треба на авторитет нормално се верува, туку сака да читат она што им е интересно, што ги примамнува, што ми извлекува, ама не сака да читат она што е сигурно и релевантно, туку сака нешто што ги плаши луѓето. И веројатно во позадината на сите конспирации е тоа. И во позадината на сите конспирации е да се верува, да се најде некое тврдење со кое што ево ќе се укаже дека 5G е штетно. Пример, која е логиката нивна? Логиката е да се најде едно тврдење кое што ја побива теоријата која што е потврдена. Пример, ние викаме дека има бели патки. И тие наоѓаат црна патка и викаат, ево гледате, овие не лажат, нема бели патки, има црна патка. И се враќаме на тој проблем да од таа теорија излекуваат нова теорија. Или она што беше споделено како меме, висам и во групата, вика дали што мислите за вирусот, некој од конспирацијата го прашува, вика вирусот не постои, тоа е патка. А што мислите за 5G? Епа 5G го предизвикува вирусот. И одиме во нова теорија и така натаму. Значи, логиката е многу едноставна за мене од тој аспект и тука се затвора тој круг. Дури бев поканети во групите за стоп на 5G во Македонија, па го нормално не сакам да влегам во таа група.
Тоа бе поканет за каменување на 5G базни станици пред некој ден, веројатно не е вистина, затоа што вистина тоа ужасно, страшно сценарио во кој што луѓе би се собрали да каменуваат 5G базна станица или да палат 5G базни станици. Не можам да си верувам дека живеам во таков свет во кој што постојат луѓе кои што ги прават тие нешта. И да се вратам на ова. Замислете како ќе ни беше пандемијава ако имавме 2G мобилни уреди денес, во кој што ќе имав лимитирано, јас знам, сум имал 2G мобилен, во кој што имам лимитирано да пратам на ден 5 пораки, SMS, на кој што ќе можам да зборам 10 минути и после драконски беа плаќањата за секој нареден импулс. И јас не би сакал значи да запер развојот тука. И веројатно ќе се смееме премногу на 5G, кој ќе дојде 6G, 7G, дај Боже да доживееме сите. И се смеем на сите овие моабети на конференцијава, бидејќи технолошкиот развој никој не може да го запре, ниту треба да се запре, ќе продолжи да се развива технологијата. Веројатно треба се трнат тие G за да не ги плашат луѓето. Како што се развива интернетот, никој не зборува за прва генерација на интернет, трета генерација на интернет. Таа мрежа експоненцијално расте и се развива и се надградува со нови системи, со оптички, кабелски мрежи, така натаму и со мобилни. Па и телекомуникациите треба да се пушта да се развиваат понатаму, бидејќи секое запирање на технологијата би штетело кон оние луѓе кои што сакаат да живеат во едно такво општество и да ме полесно. И сметам дека технологијата не треба да се гледа како опасност, туку како пријател на човекот да си го олесни животот, да го направи поедноставен, а не да го усложни. Ако го усложни, природно е тоа дека ќе биде запрен на тој начин. Ево гледајте ATM што се случи со IP. ATM беше совршен систем, направен, доста сложено за управување, па не успеа, затоа што инженерите многу тешко се навикна на тој систем. IP беше старата дама која што со крпење вака така денес и продолжи од 68 година уште да живее, да е круцијален протокол на мрежно ниво. Така да мислам дека ќе продолжи да се развива технологијата без разлика што кажуваме и како. Јас не сум експлицитно за 5G, одма ќе кажам, ниту сум против, само го кажувам она што го знам, дека технологијата ќе си продолжи да се развива, а ние да останеме посвесни, поздрави и да продолжиме да сме истражувачи малку од вистински извори. Па макар и по некој пат гледале и некој конспиративно видео, проверете ги изворите. Затоа што ако нешто е важно за нас како инженери, за електроинженери, оние што завршиле електро, најбитното нешто треба да ни е вистината, крајната вистина, апсолутната вистина. Она што е најсигурна да се подпреме, а не никое верување. А она што е вистина најблиско за мене науката која што со екзактни мерења и кажувања кажува. Збора како јас што зборам исто. Ти благодарам многу. Извинувам ако... Не, помислав, значи вака, добре дојдовте за новите што се случија. Во овој прв час имавме воведни излагања на 5 наши колеги кои што се доста упатени во оваа област. Гледам дека течат доста коментари од дека, па сега ми го отворил подиумот за прашање и за дискусија. Повелете.